прошетам, брате, Америка. Твојата животна приказна и пчелите и сето она што го правиш токму овдека те однесува до Оскарите. Многу надалеко и светот никогаш да не беше медена земја, ја немаше да видам странство. Значи точно така, значи ми однесе многу јас од пчелите и за куќата до куќа дојдовме, никогаш за тоа додека сум жив. Ја пчелите колку да ќе трчам по пчелите, значи колку можам. До максимум. И една идеја има за кога сум зборил, значи за пчелите, значи они така ми дојде, викам додека да земам бастон да ми држи нозите по пчелите ќе трчам, а после ќе пејам. Ама можеш и сега да запееш, еве. Ти знаеш доста песни. Еве, дојка вака пешачиме, дојка пред да се качувам по редоида. Ајде една песна онака од душа што ти лежи моментално. Anam anam canım anam, ben bu gece misafirim, ben bu gece misafirim, yarın sabah ben yolcuyum. Вајна таткам песната беше. Значи кога патувам, вика, уште денеска вика сум гост, утре вика патувам. Помедена земја од ден на ден и насмејана сум и весела сум сега. Кога видам ваква луѓе што идат, многу ги сакам, многу насмејана сум, пошто баѓи време немаше луѓе, се навикнав со тие снимателите, со филмажите. Многу ми беше тешко после. Гледам тамо шатори нема, тука никој нема. Додека да не викнам, многу ми беше тешко, ама дека одев натака навака, малку мо лесне. И сега кога почнале да дојдат, викам нешто убавина ќе донесат. Значи, највише сега очекуваме за победата на Оскарите. Значи ти ќе одиш на црвениот тепих заедно со режисерите, со филмаџиите. Они ќе ми пречекат можда таму, они па не идат, не се јавуваат иш никогаш на апел пратам за Тамара и за Љубан, барем еден поздрав да примам, ништо од нив нема, ништо, кај се, шо се, ја не знам, ја преку друг чујам. Ама ја мислам дека ќе те земат на Оскарите, или ако не одиш во Лос Анџелес. Ама ја знаеш што кажувам вчера? Кажувам, сега нека ми чуе Атанас Георгиев, монтажерот. Нека ми чуе. Сега кажувам, ако не ми земат на Оскарите, па ќе ми викат после да одам таму. Ништо не може да направат без мене. Ја кажам, ако ми видат мене, тоа луѓето околу мене ќе се соберат. Али знам дека за едно си сигурна, ќе земеме Оскар или нема да земеме Оскар? Јас мислам ќе земеме. Не мислиш, јас мислам дека си сигурна. Сигурна сум. А они ми викат тешко, има пред нас некои други, а мислам ќе победам. Зошто? Од каде токава верба? Како да ти кажам, чим ми тера нешто сила мене, тоа да знаеш дека ќе има нешто. И прво кога сум слушнал на радио, Медена земја, уште 2 награди, значи сакат да ги добијат. И збориле многу пати за Медена земја. И тоа, значи, и тога за 2 месеца дознав дека ќе добиеме. Ја продолжав. Дали си радосна? Колку ти го смени тоа животот? Многу ми насмени. Ја, значи, од мала држава нешто да испадне, и сега на луѓето се кажав некој насмеале се кога сум рекол и тоа најбитно беше, значи мала држава покажавме у цел свет, тоа многу битно е. Сиромашка држава, да ти речем. Сиромашка држава, а па ја па уште посирома. Значи, и тоа, значи прекажавме за цел свет нешто и они нешто тоа, значи луѓе имат богатство, големи земји имат, ама оваа не виделе, значи. Има луѓе нешто, а оваа каде е богатството, Атиџе? Можеме ли да им кажеме на гледачите? Дали е богатството да имаш пари или да имаш душа? Видиш, јас богатството не се радувам, ама човечанството се радувам највише и здравјето тоа. И покрај тие, значи иде се и парата и богатството. Значи човек има и тешки денови и лесни. Јас сум имал и тешки, покрај тешкото дојде и лесното, значи. Дочекав, значи, и овие нешто. Можеш ли да предпоставиш некад во текот на животот дека ќе бидеш главна звезда, која не ја сака само Македонија, туку ја сака цел свет? Ја, значи, не сум помислил вакви филмови, ама многу сум имал мерак со вакви да, како вас, да се прошетам, да знам да кажувам некои работи и да пејам. Многу сум тоа дочекал, викам, дај Боже, викам, ја како ним, значи, како дете што памтам и деле така... Како светските звезди да бидеш и ти? Да. Значи, гледам по филмовите некој, леле, викам, како се прави, некој вика така, многу лесно бил бе, викам, така лесно е, викам, сам себе, викам, ти, ама кога влезов јас, никој не верува, многу бил лесен да правиш документален филм. Значи, лесно беше? Игра.
Мене не ми беше ни тешко, ни лесно, пошто тој работа сум го направил. Оваа Тоа е огинот твое секојдневие. секој пат оваа огинот го палам и со пчелите секој пат по редишта се движувам. Се срамеше ли од камерите? Ти беше Прво ли да, незгодно? прво беше ми беше и страм, викам да не испуштам нешто, ја не испуштам нешто, ама шо знам што се снима, викам, не сум знал, веруваш? Баги некој месец дена не сум знал што дали филм, дали инако се снима некој работи за местото. Не сум знал. Која ви е најомилена сцена? Имаше сцени кај што се качувавте по карпи, на пример. Многу умилена беше тука кај карпото горе што се качував кај една бртва тука. Таму и кај реката, кога со чутокот кога беше тај босанецот кога правеше. Така, пред да ви го пресечат Трупот, таа беше смешно, кога го влечеше, ја не можеше да се смејам. Ја ми беше смешно, јас се качив таму и он влече ли веќе падна на реката. Таа трупот, он влече голем човек, да беше наски не буташе. Тај голем трупче. И вика, Софека прави мовет, викам, неле, викам, они се викам многу, вика, јаке, вика, они ќе влечат, вика, да дојдете, вика, мене, вика, и мене ми земат као тие, и тука успешно беше тај. И горе на кај реката, после тука кај со децата кај реката, многу беше вака некој убави. И кај возот беше многу интересно. Тамара му се погоди тај, имаше едно дечко младо така со тие косата. Рагдан. Зелено, како вика така, баш како за филмот со зелени стварите, возот се погоди. Ние чекавме за Велес, она за Штип се качевме. И отидовте каде? Отидовме за Штип, до железницата таму. Колите не дојдат да земат после. Од Штип? Да, Самири, Любо дојделе, ја, Феко и Тамара се качевме дангара. И од прилечанка едне две девојчиња као ним, ми помогнале, фала Богу, кошарините, викам, од вагон на вагон. Тоа беше тешко многу. А кога идевте, имаше моменти исто така идевте за Скопје, со автобус. Често или идете за Скопје? Јас Побаравте фарба да купите од пазарот? Да бе, со фарбата кога отидовме тога, нели, за медот кога правивме и вчера баш виделе, ама не можев да го најдам таа за мајка ми што ми даде тој. Таа човекот, вика баш многу интересно. Мене ми викат, значи тоа беше реално или беше изрежирано? Тоа стварно се случи така ти му приде на човекот? Да, ја отидов да купам, да прашам. И случајно така, значи. Ти случајно си разгледуваш? Да, гледуваше така. И викам, сакам за мајка ми да купувам, викам. И он рече, зашто, вика, колку години ти е мајката, вика? Јас викам, 83 рече, 84, тоа забравив. Како беше? И викам, неарно, викам, болно, викам, ова ќе го купам. И он човекот рече, чим така, вика, ја ќе ти частам ова, вика човекот. Искрено, еве барем мене, а знам и многумина на кои сцените со твојата мајка им се умилени. Точно и така е, дечко. Со мајка ми точно така што беше. Значи најумилени сцени им беа тие и највеќе емоции имаше. За жал таа почина. Да, што викаше на Акајсија, на Атанас девојче, да ги го спомнам сега, со Монтериза. Се убаво, на крај вика најжално беше, вика. И тоа беше така, значи баш кога уште имаше да правиме филмот, мајка ми почина 28 јануар. Сега правите година. 2 години. Ти не правиме, значи сега. Но она што е интересно, вашата мајка веќе знаеше за филмот, знаеше што се случува. Колку беше радосна за тоа што... За куќата се увек ме прашуваше, значи до тие моменти беше се кога ќе биде куќата, се викам куќата ќе биде, викам само здравјето да не биде, викам, значи тешко, вика. Ја за месец дена тешко да станам, вика мене, викаше. И она покажал дека месец дена дека не е на малце, ама вака нешто збореше. И последни ден, некој ден, пратив брат ми да купи некој сокче, викам, млеко тие пиеше. И тој ден нешто утрото јас вика, не сум марно, вика, ај прави вика, као со лимон малко, вика, шекерче, вика, да се надам, не сум као, ја викам грип, па и мене еден грип ми фана тога. Ама, и како ми тераше, викам, да одам да го прочекам, јавив на внукот, вика, тргнат, вика, чичко, вика, тргнат, вика, што требаше, зема, вика. И отидов горе, кај шо се пуштат малце, кај од кишинот, подоле една рамнина, и он иде, викам, на брат ми, бато, викам, ај побрго, викам, да стасам, јас ќе одам порано, викам, да бегам, да дам на една чашка, викам, сокче да пие мајка ми. Како да ми тераше нешто, дека знам дека да не. И она дава. И дадов пил, и еден кива, и млекце, ама слабо она доше. Утрото, Љубо ми се јавуваше, вика, како мајката, викам, Љубо, не чуни мајка ми. Викам, сакаме да носиме до Дорфија, на лекар, ама тешко и да носиме на лекар, нема да биде, викам. Пошто имаше лекарство, Оно 3 пати сум носи, доктор вика, шо ќе ги малтретира, шо треба лепковите ќе го пишам, вика, и носише така. Викам, Љубо,
оно сакаме да префрлиме и му викам на другите, не го мазителите, оно тука душа ќе дава. Пошто џаба што ние тераме, вие Но додека... сепак имавте поддршка тогаш од режисерите, од Да, командирот, има. Фала Бога ми прашуваше, значи да се за лековите, кога беше еден месец снег, многу со лекови ми донесуваше. Да се сте имале поддршка. Викам, она ми прашува што треба, викам Љуба, за мене остај, не ми треба ништо, за мајка ми бистри да јадеше тако лимонче тие работите. Твојата работа сакаш што толку ти што она апчињата тие се најважни лековите. А ти колку се радуваше мајка ти за тоа што ти се случило? Она знаеше Многу за сакаше куќата, она. Што се купуваше, се правеше таму она за многу тебе. беше радосна за куќица. Тоа, значи, А беше ли радосна затоа што И ја- ќерка навестуваше Да. дека ќе биде голема звезда? многу сакаше. Она се ми тераше, уше, абе ќерко, многу сакаш, вика, многу вака збориш, се вика, ај вика, оди си да пееш, вика. Мајка ми викаше. И викам, он се ми викаше, ти вика, остај јадењето, вика, терај си твојата работа, вика, за снимањето. Он вика, ако не сум мана, ја ќе кажам, вика, спошто кога одиш не гош, значи ја ќе кажам, викам. Ама јас викам се, Господи, викам бе, да не се случи кој и попчерите одам, да не се случи, да бидам кога ќе душа ќе дават, јас да бидам таму една чашка вода да му дам. И стварно така бидна бедечко. Значи до мајка ми сум бил. Значи последни момент кога душа даваше она, викам ќе дојде тај викам брат ми ќе дојде, викам. Кажав и внукот ќе дојде, викам. И она се радуваше малце, ама више не знаеше што да збори, не ми познаваше така. И почна раката да ми стега. Тоа беа најтешките. Најтешките и на рака, значи помогнав доста, значи на неја, ама значи не се мачил. Одма ја не сетив како душа даде. Значи, стварно така не се мачил. Не се мачил, значи. Со болеста се мачил, со болеста, ама душа давајќи не се мачил. Така, значи сепак солесно Солесно поминало. отиде, да. Кажавте дека сакаш да пееш и дека мајка ти Увек сакала пее. да те слуша Да, како да, пееш. увек пееше Има тоа. еден хит кој низ интернет просторот е многу раширен и ти го пееше кога беше во Германија, ако не се лажам. Тоа е Чекор по чекор Таа во Швајцарија сум пеел. во Швајцарија. Се извинувам, моја грешка. Да. И сакам да ја чујам овдека во живо од тебе. Тоа затоа што сите ја знаат. тоа лично само за мајка ми сум го пеел тој. Значи, Значи, и мајка ми знаеше, пошто мајка ми беше болна и ја така се случи, тоа сум извадил, значи, од што мислеше многу и тоа песната замислив да остане тоа више За за нејзе. спомен, за нејзе. Тоа за Значи нејзе. да потенцираме дека песната Тоа песната е за смисли нејзе. ти, мелодијата ја смисли ти. лично јас, тоа лично од мојата идеја сум го помислил. И тоа за таа песната, кога чуле викат оваа песна во радио нема, како оваа измислена песна, многу се радувале, значи луѓето што ми знае некој стар од македонците, некој жена, стара човек, за оваа вика, сакате час вика. Сите ни како да ти кажам вика, Се воодушевени од тебе, Да, од за таа песмата вика, за Ќе ја чуеме ли тука? Ќе чуеме. Повели. Чекор по чекор јас чекорам, покрај река брегалница. Чекор по чекор јас чекорам, покрај река брегалница. Срце стега, мајко, болки кријам, тебе, мила мајко, не кажувам. Срце стегам, болки кријам, тебе, мила мајко, не кажувам. Не плачи, мајко, ти не жали, тебе, мила мајко, не оставам. Не плачи, мајко, ти не жали, тебе, мила мајко, не оставам. Родно село ќе оставам, туѓа земја, мајко, ќе заминам. Родно село ќе оставам, туѓа земја, мајко, ќе заминам. И навистина Хадиџе Ова лично е за мајка ми, да ти кажам, и за мојата судбина. И се што во оваа песна Оваа можевме да песна, слушнеме. сега за оваа песма еден изнедан ќе ти кажам. Ајде. У Америка поздрав праќам на Дарко, пошто и он ми рече за мајка и сум го пејал, па ако ми слушне, многу поздрав. Так. Многу добро ни прочека. На Атанас другарот му е, на Ѓорѓиев. Ја верувам дека ќе го чуе ова и дека ќе Добро, го види. ќе го пренесете вие. Обавезно. Пораката ќе го пренесете, ова многу сакаше, тоа зборот не може да тој да забрави да му речеме за мајка и дека од Дарко.
оваа песната и он праќаше за Дарко, за син. Она што е интересно, ти имаш една изрека која велиш пола за мене, пола за пчелите. Тоа е ние ќе ја пренесеме поракава, а твојата порака веќе е пренесена до целиот свет. Тоа сакам да пренесете за цел свет, за пчелите така да направат. Но и за се друго. Да. И за се, да, и со секаде треба да оставиме по пола. Значи, да, се и ние треба по пола да оставиме, да мислиме дека може утре ќе врне снег, да имаме и за утре. Ова нешто радосно ќе биде. Изненадан од далеко абер ќе слушам јас. За бурго време и еден џип ќе дојде сега. Некој со џип многу важно ќе ми биде. Многу замислена, ама успех имам. Ќе се качам на големо нешто, као дрва нешто ќе развијам некој, а под дрвата имам луѓе нешто весели, од далеко нешто абер сега ќе слушам. Тука 9 добив кој начин. За оскоро сум помислил, гордо со секум од срце нешто. Леле, оваа жена нели не можеме да се разбереме со тие швейцарцаните и правивме он мяу, он ми баште, праша мачките, оне сите луѓето се смееле. Она кажува за кучијата негови, нели ја кажам и некоја само тенки се научиш. Тоа друго ништо не знаеш. Ја однеле негде да прошто ти рекле, кажуве жена што сакаш, тоа ќе ти купиме. И ти си рекла не ќам ништо, најки сакам. Патики. Ау, тоа беше во Швейцарија бе. Па така. Да гледаш, сега ми текна мене. Ова од Скопје беше македонец, многу расплакавме. Не може да издржиме, он почеше и јас за него и ме почастил тоа. Кај ти беше најубаво кога беше? Од сите држави. Разнично се добре, ама многу беше во Швейцарија би сум живеел. Да, сакаш да живееш, зошто што знам дека климата многу ми беше добра. Ама и природата. Природата тамо нешто кога отидов нешто се ми олесне нешто некоја работа. Так. Воздухот ми беше многу. Знаеш, ево те од Турција одме ми познавале кога беа филмачи и се и тие. И тие ми признавале за филмот. Најтешка бил мојта. Овие жени што беа. Так. Кога беше во Ајвалок, ево овде сум јас. Овде е овие жените. Значи вика и ние тешка, ама на Атиже потешко. Ние признаваме на Атиже најтешка филмот. Јас кажав, значи они прашале за мојата филм, што беше главен тај филмот. Вика Атиже ќе го прокажеме со нашата филмаџија во Турција ќе барам Адана вика. Така. Ја викам кај ќе одам Македонија не оставам. Така сум рекол. Тамарова, љубов, ама овие двајцата не го. Секогаш ли се облакаш како што сакаш ти? Ха? Секогаш се облакаш како што сакаш ти? Да. Значи не дозволуваш друг да ти се мешаш од облак. Не, јас самата. Ти тоа сама ќе се среди. Не, викат да се шминкам, машина. Јас нормално шминка ставам, не ставам така. Не. И знаеш што една ми беше понапред сега ми текната една порака, значи. Како што луѓето вака патувале по мене ми помогнале, и јас последниот динар ќе помагам без разлика што да е. Било македонец, било друга нација, албанец, босанец, циган што да е. Значи болни деца, сирачиња, стари, тие ќе ги помагам последниот динар ќе давам. 3 дена ќе гладувам, а ќе помагам. Често патуваш верувам цел живот твој вака идеш преку овој пат кај што поминуваме ние. Да, се, цел. Така. Како сум роден од дете? Колку време имаме сега ние за пешачење до другото село, до Допфуле? До Допфуле, абе ние, ако одиме побргом, значи не... Ако ние не сме во Госпори... Да, ако не сме, за 2 сата ќе стигнеме. Интересно е што ти вестите ги слушаш преку радио. Овдека нема мрежа, немаме сигнал, леве додека сме тука. Кога си качував, една работа ќе ти кажам, многу смешно беше тоа. И си качував на редот да се слушам кога ќе одам за Америка со Симон. Така. Ако ми чуе, нека чуе. Значи се качуваш ти... Ќе се смее. Ето тука на таа тумбарка да се качувам, ето тука. И тука има мрежа. Да, а некогаш има долема, некогаш пак нема. Така. Тама се качував и ми даде вика број. Ја викам пенкало сега со мене немам. И вика пише таму на телефонот, па не може да се снајде. И земав еден камен и пишав на брзина, чекај, викам сега додека дојдам дома пенкал и пишав на камен. Она се смее. Викам смешно, што да правам, и мене ми е смешно. Сепак меѓу Америка и меѓу твоето село бираш? Не, тука си е добро Македонија, кај да сум. Значи тука би отишла? Да, Македонија не оставам никаде. Очекувавте ли Атиџа да стане звезда? Чекуваме. Да? Чекувам тај чекуваме. Се радуваме многу. Овде имам чудо. Затворил врата гаш со пропилен, овде само отворил. Јас памтам како дете еден шамар ми удари